На 22 октомври во салата за седници на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје се одржа тркалезна маса словенечкиот и македонскиот јазик, литература и култура меѓу Скопје и Љубљана, по повод одбележување на 65 години од изучување на словенечкиот јазик на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. На тркалезната маса покрај домашните учесници учествува и професори од различни центри во Љубљана, Словенија, каде што се изучува македонскиот јазик. По тој повод своје предавање имаше професор доктор Намита Субиото од Универзитетот во Љубљана. Исто така во таа чест беше промовирана двојазичната монографија Златен круг на времето по повод 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. Таа е големиот македонист во Словенија и на некој начин како што ние бдееме на својот јазик, таа бдее на нашиот јазик, на македонскиот јазик, таму далеку во Љубљана, на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Зошто е значајно ова нејзино гостување? Имаме особена чест целиот Филолошки факултет Блаже Конески да присуствува на ова нејзино предавање. Впрочем, таа ќе зборува за тие исклучителни и образовни и културни врски што ги остварува Македонија со Словенија, и тоа посебно преку еден сегмент, односно еден момент, а тоа е најновата антологија што ја направија во Словенија, за кој што најголем виновник е таа. Таа најпрво ќе зборува за тие заеднички врски што сме ги оствариле како две земји. Тие траат многу одамна, бидејќи претходно бевме во една заедничка држава, но сега поинтензивно се случуваат и се одржуваат во последниве 30 години. Значи се работи за антологијата Златен круг на времето, во која е сместена целокупната поезија на Ацо Шопов, препеана од македонски на словенечки. На одбележувањето професорката Субиото се осврна за македонскиот јазик, литература и култура на Филозофскиот факултет во Љубљана во периодот од 2014 до 2024 година. Многу се радувам и голема чест ми е што можам на Филолошкиот факултет Блаже Конески при УКУИН во Скопје да зборувам за Ацо Шопов во контекст на македонско-словенечките културни врски во 20 век и сега, значи во 21-виот. Ова мое предавање е поврзано со една прекрасна вест и тоа е објавување на антологијата Златен круг на времето, двојазична антологија, значи избор од поезијата на Ацо Шопов од сите 12 збирки со препеви на словенечки. Станува збор за посебна антологија, затоа што во неа се обединети препевите од истакнатите словенечки поети од 20 век. Богомил Фатур, Иван Минати, Северин Шали, Јоже Шмид и Цирил Злобец, како и од препејувачките од 21-виот век. Тоа се мои студентки и некои мои препеви, настанати се на третата зимска школа на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Да. Оваа книга е посебна и затоа што како издавачот се појавува Сојузот на македонските културни друштва во Република Словенија, кој обединува 7 македонски културни друштва. И тие многу се гордеат со оваа книга, им се чини прекрасна и така ја читаат, ја гледаат, значи Боге Димовски е нивниот член и мислам дека е тоа еден голем потфат за нив и се поврзува и со 30 годишнината од нивното постоење. Лекторатот по македонски јазик постои од 1961-62 година и од тогаш непрекинато работи. Еве оваа година одбележуваме 40 години од катедрата за македонски јазик и книжевност во Љубљана. Сега немаме многу студенти, но имаме постојан интерес и мене многу особено ме радува што некои мои студенти и поранешни на професор Драги Стефанија денес се веќе преведувачи, препејувачи, учители по македонски јазик и книжевност и тоа мислам дека е многу добро. А и да кажам дека оваа година се пополнија сите места во првиот рок, значи за првиот циклус по јужнословенски студии и се надевам дека и во таа група ќе се појават некои идни преведувачи.
Значени се нашите електорати во странство каде што се изучува и промовира македонскиот јазик. Катедрата за изучување на македонскиот јазик на Филозофскиот факултет во Љубљана е исклучителен пример што ја продолжува традицијата и го промовира македонскиот јазик и култура.